на овие рамковни, така наречени рамковни административци, кои низ годините наназад беа вработувани според програмата за соодветна и правична застапеност, се мој предмет на интерес одамна, затоа пред мене известно време направивме едно истражување кој утврди дека таа бројка со која се оперира во јавноста од над 1000 рамковни административци во суштина била многу поголема и во периодот од 2008 година, значи до 2020 година кога се влезе во оваа последна фаза на прераспределба на овие административни службеници, нивната бројка, односно бројот на овие лица вработувани во поранешниот генерален секретарат за спроведување рамковниот договор неодамна трансформирано во Министерството за политички систем, изнесува над 3500, што значи дека овие луѓе низ годините постојано биле прераспределувани во разни институции, надвор од сите критериуми за мерит систем, со тоа што последната тура, да ја кажеме, од 1300 меѓу 1300 и 1400 години е последна фаза од нивна распределба. Значи многу поголем број на вакви лица веќе биле прераспределени. Што се однесува до последната распределба, значи на одговорите што ги добивме и од владата, која практично го прифати планот од Министерството за распределба на овие административци, откако претходно собранието донесе закон, значи покажува дека овој процес се уште не е финализиран. Значи поголем дел од овие лица се прераспределени, значи тоа е бројка од над 1000, меѓутоа делот распределените лица, државни административни службеници, се уште не се распоредени на работните позиции, односно се уште чекаат трансфер. Тоа во превод значи дека се уште тие се на товар на буџетот и земаат буџетска плата, а не остваруваат реални работни обврски. Нивната трансформација од формално во реални работни не е завршена, но одговорите што ги добивме од поголем број на институции, пред се од државните министерства, инспекторатите и други поголеми и побитни институции со важни надлежности до кои се обративме, покажуваат дека во повеќе, можеби во повеќе од половина, сите распоредени административци веќе не се на првично утврдените работни позиции. Од некои институции добивме оваков потакот, без да се даде објаснување зошто е прекинат работниот однос, додека од дел од институциите добивме образложение дека станува збор за отказ или од вработениот или од работодавачот, а од дел од институциите бар добивме образложение дека дел од лицава не се на работните позиции, бидејќи или биле во странство или заминале во странство. Тоа е многу битно, бидејќи се доби еден вид на официјална потврда на една индиција што постоеше долго време дека дел од лицава што се вработени по етнички клуч не се ни физички присутни во државата. Тоа покренуваше и уште тогаш, а посебно и сега многу друг тип на прашања за одговорноста за оние што го осмислиле, што го реализирале, па и за оние што учествувале во овој процес.